Разгледувањето на информацијата за почетокот на учебната година во Окочанските училишта испровоцира најголем број советници да излезат на говорницата на 24-та седница на Советот на општината. Иако вообичаена за жешка тема се сметаат извештаите за извршувањето на буџетот и неговиот ребаланс, сепак овој пат образованието се најде во центарот на вниманието на дискутантите. Се започна со забелешката дека информацијата од училиштата е некомплетна, односно дека секој од нив напишало само колку професори се со полн, а колку со неполн фонд на часови. Многу поважно е да знаеме колку од нив се со во редовен работен однос, а колку од нив се по договор, односно знаеме дека првите 3 месеци вработените во училиштата се повикувани како итни и неодложни работи, па би сакало од секторот на образование да добиеме конкретна и точна информација колку вработени има во основните и средните училишта во општина Кочани, кои што се на определено работно време, значи по договор. Одговор на прашањето советникот Стефановски не доби, па повторно побара конкретни податоци, пошто дојде до зајадливи забелешки меѓу него и председателот на советот. Да знаев дека немате податоци, нема да одговорите, немаше ни да прашам. Ваќе граѓаните дека нема да ви одговориме во интерес на работата на Советот на општина Кочани, ќе добиете писмен одговор од стручните служби на општина Кочани. Тоа беше одговор, мој одговор. Па многу е лесно. Сакате да злоупотребите да се говорица за политички цели, изволите злоупотребете. И сега што да кажеме на ово? Не бум белгар. Видите, кој го вечера ќе белгар, спомнувате точно. Ќе вам молам, ако имате продолжи. Добро, Софија е поблиско, меѓутоа нели Белград е сепак Велеград. Никако да дојдеме до тие податоци во образованието, колку има на определено, колку на неопределено време. Да, еднаш да ги видиме тие бројки, да ги видиме севкупните долгувања дали на општина, дали на училишта или едното исто е. Епилог од прашањето на седницата немаше, туку беше ветен како писмен одговор. Како може да нема локална самуправа, дигитрон и да ги собере бројките на колку луѓе дава плата? Нивото на дискусиите по точката не спласна ниту по другата забелешка што се однесуваше на бесплатните курсеви по странски јазици, што ги организира општината. Општината ги плаќа само извидувањето на курсевите, ама поради нив секој училиште мора да работи уште по 2 часа дневно, што значи дека се зголемени трошоците за струја пред се и за грејење. Ако мислите дека часови организирани по саат и пол 2 пати неделно го оптеретуват, беа спомнети, значи парно, струја, мислам тоа е апсолутно неприфатливо, барем поготово искажано од луѓе кои што се вработени во образование. Веројатно го прави тоа по навика да ги испревртувате работите. Никој не рече дека сме против курсевите. Ја реков дека не се влезени во извештајот за почеток на учебната година. Тоа е факт. Исто така реков дека не се планирани пари за трошоци, нели, струја и за огрев. Не дека не треба да има курсеви, туку да се дадат повеќе пари на школите, за да може директорите полесно да се организират работата. Значи, ако како општина можеме да одвоиме средства, дај да направиме напор и за продолжениот престој да одвоиме средства. Па да можеме и на таа категорија на граѓани да ги задоволиме потребите. Тоа беше дискусијата, а не дека сме против. На крајот, информацијата за почетокот на учебната година во Кочанските училишта беше усвоена, а за неодговорените прашања беше ветено писмено известување.